наредниве минути со гостенка во студиото 3 на Македонската телевизија отвараме уште една актуелна тема за која што детали ќе дознаете во продолжение. Вака некако ќе ја најавиме и темата. Што е мир, дали живееме во мир, чија одговорност е мирот, како да градиме подобро општество за сите нас, се само дел од прашањата кои што ги отвара новата кампања на првата детска амбасада Меѓаши, насловена Поттикни мир, за која што ние ова утро разговараме со мировната работничка Фатмира Хајдари. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и добро ве најдов. Дали живееме во мир? Едно од прашањата кои што пред малку ги прочита, веројатно доколку на граѓаните им го поставиме ова прашање, голем дел од нив ќе кажат не, бидејќи се чини дека целава оваа ситуација со пандемијата од COVID-19 само ги извади на површина сите оние проблеми кои ги имаме години наназад во општеството. По истото прашање еве на почетокот на разговорот и јас ќе ви го поставам вам. Каков е вашиот впечаток? Дали живееме во мир? За жал, мојот одговор исто ќе биде дека не живееме во мир. А да се увериме во тоа не ни треба многу. Доволно е да се осврниме околу нас, да ги видиме сите состојби, да ја видиме општествената состојба во која се наоѓаме. Да видиме колку поделби имаме во општеството. А тоа како со почеток на пандемијата дополнително се влоши ситуацијата. Се појавија нови поделби. Се појавија јазот меѓу општествените слоеви се зголеми. Меѓу човечките односи за жал се влошија. Наместо да има солидарност, напротив. И заради тоа можам да речам дека немаме мир и не живееме во мир. Говориме исти јазик во кој генерално впечатокот е дека се помалку се разбираме меѓусебно. Велите, сакаме добри дела, да ја подобриме состојбата и барем делумно да се охрабриме да градиме заедничка подобра иднина. Оно што мене ме интересира, како планирате да остварите оваа цел? Како што рековте, говориме исти јазик, а не се разбираме. А додавајќи го фактот дека живееме во Македонија е мултиетничко општество, дополнително го тежнува процесот, што би требало во суштина да е бенефитно, за жал кај нас не е така. Тоа како ние сакаме да го постигнеме, поттикнувајќи секој граѓанин, секоја граѓанка да превземе лична одговорност, да превземе акција за подобрување, за позитивна промена во општеството. Да се прашува себе си, сите ние да се прашуваме себе си што можеме подобро, што можеме да смениме, а што треба да бараме да се смени. Еднаквоста, одговорноста, диалогот, ненасилството, емпатијата, социјалната правда се само дел од вредностите кои што сакате да ги поттикнете во кампањата. Велите ќе действуваме и на индивидуално и на локално ниво. Како ќе ги поттикнувате овие вредности? Како што реков, тие се меѓу основните вредности на мировното образование за кои што мировното образование се залага. Како ќе ги поттикнеме? Сите ние да се осврнеме кон себе, да видиме што можеме, како што реков, да направиме промена. Ние ги читаме често пати зборовите емпатија, читаме диалог, но нашата цел е да поттикнеме секој од нас да започне разговор, било тоа со некој познат, било тоа со некој непознат, било тоа со некој повозрасен, со цел да разбере, со цел да се слуша и со цел да ја реши таа дилема или незнаење што ја има, или предрасуда што ја има во сопствената визија. И оваа мисија започнавте некаде 2011-та, бидејќи кампањата е дел од програмата за мировно образование и таргет ви беа учениците и наставниците. Почнавте во училиштата. Каков е впечатокот 10 години по почетокот на целата програма? Успеавте ли тука да ги промените нештата помеѓу наставниците, помеѓу професорите, во однос на комуникацијата, разбирањето, емпатијата, толеранцијата? 10 години е долг период. Меѓутоа, за да се мерат резултатите е малку посложен процес во однос на градењето на мир. Меѓутоа, нашата цел е да продолжиме кон патот во кој што одиме.
Во рамките на програмата за мировно образование се вклучени голем број професори кои што активно и следаат обуки и работат со учениците. Има промена, се гледа промена. Ние работиме со повеќе училишта низ Македонија, почнувајќи од Виница до Дебар, кои што активно се вклучени во програмата. Има промени, но секако дека тоа не е доволно и секако дека нели она идеалната состојба не е постигната, иако ние стремиме, знаеме дека не е тешко. Меѓутоа, вие не сте единствените кои што треба да даваат пример и да посочуваат како треба. Тука треба да се вклучиме, како што споменавте, сите, меѓу другото и институциите. И сега прашање по години реализирање на програмата. Имаме ли простор за поправен тест? По сиот говор на омраза на социјалните мрежи, по говорот меѓу политичарите кои што секојдневно не вознемирува, по напливот на лажни вести кои што, да речем, изминатиот период ги донесе и пандемијата од COVID-19. Има ли се уште простор за поправен тест? Јас секогаш ќе речам дека има простор за поправен тест. Токму, како што рековте, лажните вести, говорот на омраза кој што се пласира на социјалните мрежи, при тоа да не се размислува кој го чита и како влијае кај особата од другата страна, пошто полесно е да се пишува кога не се гледаат нели соговорниците меѓу себе. Но дај да размислиме од другата страна. Дај да размислиме како се чувствуваат тие другите кои што ја читаат таа порака и дали ние ако разговараме меѓу себе, би го рекле тоа, би зборувале на тој начин и тон. И токму заради тоа оваа кампања пред се ќе се одвива во социјалните мрежи, каде што токму нели ситуацијата налага тоа, пошто повеќето сме по дома и повеќето сме на социјалните мрежи. И нашата цел е да се поттикнат луѓето да се осврнат кон себе. Индивидуалната приказна е нешто на што вреди да се работи, меѓутоа од нас некако тргнува се, зборувам од нас. Медиумите, институциите, политичарите, јавните личности, тие се тие кои што треба да дадат веројатно пример. Од нив треба да се почне, па да се оди и на индивидуално ниво, бидејќи граѓаните, сите ние, се огледуваме од некој, следиме нечи пример, слушаме нечи говор. Апсолутно, ама јас би рекла дека подобро е да почнеме од нас, па да бараме одговорности од другите. Да се однесуваме како одговорни граѓани и граѓанки, ама да бараме одговорности од институциите. А каков е впечатокот? Со кого е потешко да се работи? Имајќи предвид дека работевте и со наставници и со ученици, кај кого потешко се менува однесувањето, начинот на однесување? Првенствено, ние работиме со наставници. И наставниците работат со ученици. Општо познато е дека, како што рековте, ние следиме нечиј пример. И ако наставниците бидат добар пример за учениците, секако дека и тие ќе ги следат нив. Со кој темпо ќе се реализира кампањата во периодот кој што следува, односно какви активности ќе има во рамки на целата кампања? Како што веќе реков, кампањата ќе се одвива на социјалните мрежи, каде што ќе се објавуваат објави, постови на страните на Меѓаши во време трајање од 1 месец. Периодично ќе се објавуваат постови, но мислам време трајањето на објавување на постови е 1 месец, но од искуството знаеме дека тоа трае подолго. Мислам впечатокот од кампањата, ето да речеме, ќе поттикнеме повеќе луѓе да трае подолго оваа цела ситуација. Кога ја започнувавте проектот за мировно образование, се сеќавам на гостувањето со некој од вашите колеги од Меѓаши, дискутиравме на темата и многу бевте оптимисти дека работите ќе се променат. Влегувате ли со таков оптимизам и во оваа кампања? И што мислите, што верувате за 5 години од сега? Колку работи би променили и дали би променила нешто?
ако почнувате некоја работа, секако дека верувате во таа работа. И токму и ние ја почнавме, долг беше процесот за почнување на оваа кампања. Како мислам пандемијата, па општата општествена ситуација, па човековите вредности во нашата држава. Сето тоа нас не направи да размислиме повеќе како можеме да направиме промена. И секако дека веруваме дека ќе имаме промена, и тоа позитивна промена. И јас сум оптимиста кога станува збор за кампањата Поттикни мир. Единствениот начин да ги менуваме работите е гласно да зборуваме за нив. Јас ветувам дека во периодот кој што следува гласно ќе зборуваме, доколку допре барем до еден граѓанин, барем во утринската програма, сме направиле промена. Апсолутно. Нашата цел, ние знаеме дека не може да направиме целокупна промена, сите да придонесуваат. Меѓутоа, колку и да стигнеме, сепак е наш успех. Благодарам многу за гостувањето, Фатмира, во утринската програма. Ние се разбира со сето она што ќе биде ново и актуелно. Повторно се гледаме тука. Ви благодарам вас.